We are still trying to cope with this tragedy. I think that some of us are still not aware of the magnitude that my nation has suffered. I think that the Macedonian nation understands our feelings like no other nation because it has lost its president in a similar plane crash a couple of years ago. For all those Macedonian citizens who want to visit your embassy to sign in the Book of Mourning, can you tell us when it will be possible? The signing of the Book of Condolences will be opened for all who wish to do so from today till 4 o'clock and from Monday to Friday from 10 till 4 o'clock in the afternoon. Can you tell us about the funerals? Our religion tradition is a bit different than the Orthodox one. At noon today, the corpse of the president will be transported from Smolensk to Warsaw. When will the funeral take place? I think this is a question that needs to be asked later on. On behalf of the Polish nation, I would like to thank the authorities of the Republic of Macedonia, Mr. President, Mr. President of the Parliament, and the Prime Minister, the government, for all their support and their condolences and their kind words in those tragic moments for my country. Thank you very much. Црна лента на полското знаме во амбасадата во Скопје и цвеќиња и запалени свеќи по денешната трагедија во Смоленск. Македонската влада седницата ја почна со едноминутно молчење. Сочувство и порака на поддршка за полскиот амбасадор од шефот на државата. Трагедијата што се случи денеска во Смоленск е голема загуба, не само за пријателскиот полски народ, туку и за сите граѓани на Македонија. Во овие тешки моменти за нашите полски пријатели, на амбасадорот на Република Полска му пренесов порака дека како што Полска секогаш искажувала искрена поддршка во сите тешки моменти за граѓаните на Македонија, така и сега и во иднина нејзините граѓани може да сметат на нашата безрезервна поддршка и подкрепа. Сакам во мое и во име на сите граѓани да изразам најдлабоко сочувство до полскиот народ, до семејството на мојот личен пријател, председателот Качински, до семејствата на трагично настраданите. Македонските дипломати кои биле акредитирани во Варшава сметаат дека на Полска 70 години по настанот во Катинската шума и се повторува историјата. Во однос на Македонија Качински имаше јасна позиција, а тоа е политика на зближување почната од неговиот претходник Александар Квашњевски, вели амбасадорот Мисајловски. Иле Качински покажа исто својата посета на Република Македонија пред 2 години. Пред тоа беше возвратна посета, на посетата што ја направи породничен председател Бранко Црвенковски на Полска. Со тоа се потврдија добрите односи и се потврди полската позиција во однос и на нашите евроинтеграции, што само по себе подразбира еден став кој е за нас позитивен. Димко Кокаровски, предпоследниот македонски амбасадор во Полска, вели дека ова е голем удар за држава која е една од ретките вистински пријатели на Македонија. Председателот Качински беше осведочен пријател на Македонија. Тоа секогаш јавно, јасно, гласно и недвосмислено го изразуваше чувството дека Македонија и Полска се пријателски народи, дека Полска е поддржувач на Македонија во евроатлантските интеграции и на сите полиња од општественото живење. Ако позицијата на Качински кон Македонија беше јасна и позитивна, тогаш неговиот став кон Европската унија, чија членка е Полска, во најмала рака беше контроверзен. Качински заедно со чешкиот председател Клаус важеше за еден од најголемите евроскептици, што и се одрази на процесот на усвојување на Лисабонскиот договор. Полска го ратификуваше предпоследна. Жалната вест потреси Македонија. Пољаците тука со неверување за денешната реалност, за авионската несреќа во која загина полскиот председател,
неговата сопруга и 90 владени представници. Во ова јавување разговарам со човекот кој што е роден и живеел во Полска, Григори Поповски. Емоциите, препоставувам, измешани, загубата е голема. За сите нас кои што имавме можност да живееме во Полска, да растеме, да се воспитуваме таму, веста што ја примивме е страшна. Просто шокантна, со голема жалост ја примивме таа веста, таа огромна загуба на полскиот народ во мигот кога требаше да се одбележи 70 годишнината од една друга трагедија, погубувањето на голем број полски офицери во Катин. А за нас македонците кои што живеевме, имавме можност да растеме во Полска, сочувството со полскиот народ во овој момент е пред се битно, сочувството со семејствата на председателот, на сите загинати во оваа трагедија. Бидејќи ние македонците кои живеевме таму имавме можност да го почувствуваме сочувството на полскиот народ со македонскиот народ во тешките мигови по граѓанската војна во Грција. Ние бевме таму згрижени, топло прифатени, ни беше обезбедена екзистенција и што е важно, ни беше овозможено да го негуваме и развиваме нашиот културен македонски идентитет. Полска загуби голем човек, но и вистински пријател на Македонија. Сведоци сме дека полската политика беше наклонета кон државава. Секако, полската политика од почетоците на осамостојувањето на Република Македонија покажуваше симпатија, како и впрочем и пред тоа, кон македонскиот народ, кон нашиот идентитет и поддршка политичка. Полска не се откажа никогаш во билатералните односи со Македонија да го користи нашето уставно име и покрај тоа што беше изложувана на разни притисоци пред влегувањето во НАТО и во Европската Унија да го промени својот став. Председателот Качински, Лех Качински, е изворедно важна фигура во полската политика. Тоа е човекот кој што се придружи на клучните промени што се случија кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години во Полска. Тој се придружи на движењето Солидарност и беше еден од неговите важни чинители. Потоа тој формира своја партија и со таа своја партија ја имаше освоено дури власта во Полска. Денеска тој беше на функцијата пред загинувањето председател на Република Полска, а неговата партија ПИС, тоа е право и правда, го држеше второто место во политичката сцена во Полска. Така, Качински загина на пат кон Катин за да им одаде почит на војниците кои пред 70 години беа убиени од војската на Советскиот сојуз. Свејки цвеќе, кандила и минута молчене пред полската амбасада во Скопје за трагично загинатиот полски председател Лех Качински, неговата сопруга Марија и државни функционери во вчерашната авионска несреќа. Од отворањето рано изутринава македонски граѓани доаѓаат да изразат сочувство и да се потпишат во книгата на жалост. Вчера дознавме најголемата лоша вест за погинување на полскиот председател со сопругата и со други значајни личности од полската политичка и духовна сцена. Страшна загуба за полскиот народ. Многу жал ни е. Тоа е трагедија голема. Како што и нас не задеси со нашиот председател Борис Трајковски. Од државниот врв прво книгата на жалост своја порака до полскиот народ и семејствата на трагично загинатите во авионската несреќа остави председателот Ѓорѓе Иванов. По него пристигна и министерот за одбрана Зоран Конјановски за да изрази сочувство и за големиот број загинати полски офицери. Тешко е да се одберат зборови кои ќе понудат утеха до граѓаните на Република Полска. Полска загуби големи личности, но и Република Македонија загуби големи пријатели. Јас сакам да изразам сочувство до граѓаните на Полска, но и до представниците на Министерството за одбрана за големата загуба. Од денеска до петок во полската амбасада во Скопје ќе биде отворена книга на жалост, каде сите заинтересирани можат да остават своја порака во периодот од 10 до 16 часот. Тука на мисата прв се обрати полскиот амбасадор во Република Македонија, изрази длабоко жалење и најави дека од утре, секој ден од 8 часот па до 16 часот и 30 минути, ќе биде отворена книгата на жалост во полската амбасада,
ќе биде отворена до 16 април и сите оние кои сметаат дека тоа треба да го сторат и да се потпишат таму, можат да отидат. Како што рековме, голем број амбасадори во земјава се овде присутни, меѓу нив и амбасадорот на Русија, земјата каде се случи оваа несреќа, и тој испрати порака со сочувство, но не пропушти да напомене дека ова е сепак резултат на несреќна околност и на туѓа грешка. Предлагам да слушнеме изјавата на рускиот амбасадор во Македонија. We would like to express great condolences to our friends, to Polish people. Сакам да изразам длабоко сочувство на нашите пријатели од Полска. За жал тоа се случи. Направени се многу грешки. Аеродромот беше затворен поради густата магла, но пилотот реши да слета и покрај тоа што знаеше дека аеродромот е затворен. Се обиде 3 пати, четвртиот сигурно. Ние не сакаме да употребуваме имиња кои не се среќаваат во историјата како ПЈРМ. Нека некој најде таков пример во светот. Полска го признаа уставното име на Македонија.